Со сослушување на сведоци продолжи судската постапка против четворица турски државјани, осомничени за помагање при извршување на убиството на плоштадот во Штип. Извршителот на кривичното дело пред судот изјави дека не ги познавал двајца од обвинетите, додека со останатите двајца имал претходен контакт. Според неговото сведочење, на 8 мај минатата година од Скопје заминале кон Штип со намера да јадат, пошто тој се одвоил и отишол на кафе. По убиството повторно стапил во контакт со лицата кои сега се обвинети и заедно тргнале назад кон Скопје, без да им открие што се случило. Пред наплатната рампа кај Миладиновци, Кара го напуштил возилото и почнал да бега, при што нагласи дека останатите обвинети не биле запознаени со настанот во угостителскиот објект на плоштадот во Штип. Одбраната изрази очекување дека судот ќе донесе ослободителна пресуда за обвинетите. Имавме распит на сведоци, со тоа што го користевме и прво обвинетиот во својство на сведок, кој јасно си кажа дека ниту има план, ниту имало план, ниту имало некаква организација за сторувањето на кривичното дело кој им се става на товар. Со тоа сметаме дека одбраната ќе го докаже неоснованоста на обвинение. Кадир Кара веќе го призна кривичното дело убиство и е осуден на 17 години затвор, пошто ќе биде протеран од државата. За Сител, Трајан Ристовски.